Се враќаме во студиото тука со политичкиот аналитичар Благојче Атанасовски. Атанасовски, добре дојдовте во новата сезона на Студио 10. Оно што се случува во политиката, најинтересен момент е оној вчера во град Скопје, таа приказна продолжува и денеска со разрешувањето на директорот на водовод господинот Перински, со разрешувањето или со оставката на генералниот секретар на град Скопје, како кој сака да гледа од редовите на ВМРО-ДПМН, и со веќе отворената конфронтација на ВМРО-ДПМН со градоначалничката Даниела Арсовска, нешто што претходно само се зборуваше, излегуваа неофицијални информации, но сега е прилично официјално и отворено. Што се случува во градот? Што мислите, зошто дојде до овој судир? Па добро за тие што ја пратат политичката сцена и што ги имаат тие неофицијални информации како што велите вие, не е изненадување тоа што се случи вчера на политичката сцена на локално ниво, но кој ќе има импликации врз генерално расположението како ќе бидат идните разврски на македонската политичка сцена, бидејќи станува збор за судир помеѓу скопската градоначалничка, која беше номинално независна како кандидат на локалните избори, но беше поддржана од најголемата опозицијска партија и победи. Благодарение на таа поддршка, да не бидеме наивни, доколку ја немаше таа поддршка позади себе од членовите симпатизерите на политичката партија ВМРО-ДПМН, апсолутно немаше да стане градоначалник, затоа велам ова е голем турнус на македонската политичка сцена, но во изминативе неколку месеци многумина шпекулира дека односите помеѓу скопската градоначалничка и лидерот на ВМРО-ДПМН, значи лидерот на опозицијата, воопшто не се добри, не се сјајни, дека тука станува збор за некои тоа го велат судир на суети, на его, на некои политички амбиции, препишуваа на градоначалничката дека допрва ова е само почеток на нејзината политичка кариера, дека таа има поголеми амбиции во иднина, така што кога ќе тргнеме на страна тие кулуари во однос на судирот на лидерот на опозицијата со номинално неговата градоначалничка или градоначалничката од неговите редови или излезена од тој десничарски корпус, ние ќе видиме дека на крајот на денот стана збор, за жал, морам да напоменам, за прераспределба на пари, и тоа огромна сума на пари, бидејќи градоначалничката јавно во своето соопштение до медиумите истакна дека го разрешува директорот на водовод и канализација на моќно скопско предпријатие поради нетранспарентноста во постапката за финансирање на проектот на изградбата на новата пречистителна станица во главниот град, кој е финансиран со веќе добиени средства од Европската банка за обнова и развој. Значи станува збор за 136 милиони евра. Потоа имаше обвинување од страна на ВМРО-ДПМН и на некои си, да речам, медиумски портали кои се блиски до оваа политичка партија, дека градоначалничката сакала да форсира нејзини фирми, така што на површина најаве излегува судирот меѓу нив околу, да речеме, еден крупен капитален проект кој се финансира со огромни средства. Не сакам тука да имплицирам дека станува збор за корупција, тоа го намекни градоначалничката. Верувам дека во Македонија се уште има независни институции и органи кои треба да го истражат тоа и евентуално да поднесат некој си обвинителен акт или да отворат обвинителна постапка, бидејќи сепак станува збор за индиции кои ги најави градоначалничката на градот Скопје. Од друга страна, во пресконференцијата на доскорешниот директор на предпријатието Водовод и канализација видовме дека тој се оградува од намерите на градоначалничката да се смени комисијата, бидејќи вели дека тоа не е возможно. Значи, Кажа едноставно преведено вака, само да кажам, вие мислите дека се работи за судир кој би го земал на некој начин тој тендер, кој би го раководел тој тендер, или која компанија би го земала тој тендер? Апсолутно, не сакам да бидам директен, сепак станува збор за високи функционери, затоа реков дека се уште верувам дека има институции на системот кои тоа ќе го проследат, и доколку има индиции за корупција, за огромен корупцијски скандал, тоа треба во институциите на системот правно да се спроведе, но симптоматично е што така народски да се изразам, тиквата помеѓу градоначалничката на градот Скопје и лидерот на опозицијата пукна во моментот кога требаше да отиде проектот за пречистителната станица со огромни финансиски средства кои се зајмени од ЕБОР.
до овој момент гледаме дека имаше некое ситлење на нетрпеливост меѓу градоначалничката на Скопје и лидерот на опозицијата, но од друга страна морам да нагласам дека во изминативе неколку месеци лидерот на опозицијата, кој постојано бара предвремени парламентарни избори и вели дека на сите анкети победува, гледаме дека пред неколку месеци и лидерот на граѓанската опција за Македонија, актуелен градоначалник на општина Карпош, кој беше еден од најлојалните коалициски партнери на ВМРО ДПМН во изминативе 5-10 години. Стефчо Јакимовски, да, на пресконференција ја раскине, ја растури коалицијата, упатувајќи низа забелешки за односот на Христијан Мицковски кон него и кон неговата политичка партија. Кажа на однос на, ајде така да се изразам, на надменост, на ароганција, на однос кој не доликува на внатре коалициски партнери кои треба заедно да го добијат легитимитетот и да станат извршна власт. Потоа гледаме дека лидерот на опозицијата ја растура калимерата и со градоначалничката на град Скопје. Тоа е најјаката локална функција во Македонија, која сепак победи со гласовите на политичката партија ВМРО ДПМН. Поентата која сакам да извлечам е дека лидер кој претендира да стане премиер и да ја освои власта, треба да има капацитет да окрупнува, да обединува што повеќе политички партии, интересни групи и граѓани, да ги стави под неговиот опозицијски чадор, а од друга страна гледаме лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, наместо тоа да го прави, во изминативе неколку месеци гледаме дека неговиот опозицијски фронт се раситнува и тоа се раситнува со политички габарити од типот на Стефчо Јакимовски, па ќе споменам и Даниела Арсовски, покрај тоа што не е политичарка. Опозицијата освои една, можеме да кажеме, убедлива победа на локалните избори, голема победа. Апсолутно, 42 пратени градоначалници се апсолутно победа од позиција на опозиција, бидејќи многу пати владеачките партии, користејќи ги лостовите на власта и на моќта, победувале на локалните избори, но ретко се случило опозицијска партија од позиција на опозиција да направи таква убедлива победа и наместо тоа да се капитализира, тоа на таа енергија да се направат политики кои ќе бидат апсолутно прифатливи на граѓаните. Значи, опозицијата има еден вид на шанса преку освојување на градоначалничките места да покаже незините кадри како работат на локално ниво и врз база на тоа да се пофали дека еве нашите кадри избрани градоначалници легитимно со гласовите на граѓаните покажуваат и знаат што умеат и како треба да ги раководат општините и врз база на тоа да дадат пример како би освоиле и извршната власт и како би раководеле, ние гледаме дека во опозицијските редови има едно расуло, еден раскол помеѓу избраните градоначалници од опозицијските протестни гласови против власта со, условно кажано, лидерот на опозицијската партија и па се сведува тоа на едно обвинување за нетрпеливост, односно обвинување од страна на тие градоначалници кои сега не се дел од предводениот опозицијски блок од Христијан Мицковски, дека Христијан Мицковски апсолутно нема коректен и однос кој доликува на опозицијски партнер внатре во опозицијската коалиција. Има некоја чудна историја на ВМРО ДПМН со градот Скопје. Доста беа прашања за овие избори, зошто се решија за независен кандидат, зошто при една ваква убедлива победа, веројатно ќе победе и со нивен кандидат да поставија некој, не знам кој, но да беше директно од ВМРО ДПМН, веројатно тие се решија за независен кандидат, плашејќи се веројатно од исходот, дека така ќе добијат повеќе неопределени гласачи. Но интересна е историјата. Они претходно имаа свој кандидат со Коце Трајановски во 2 мандати, но претходно исто така и со Трифун Костовски и со Ристо Пенов, кој прво доби подршка од ВМРО ДПМН, па потоа се одели. Стално имаме една таква комплицирана врска на партијата и кога е силна и кога има силен рейтинг
имаат проблем со градот Скопје и еве сега повторно тоа се повторува. Повеќе би го рекол дека ВМРО ДПМН веројатно од позиција на опозиција не е сигурна дека ќе го добие градот Скопје, па тогаш бара некое решение од типот од помал коалициски партнер на времето, како што спомнавте, да се избере скопскиот градоначалник Христо Пенов од редовите на ЛДП, која тогаш била дел од коалицијата на ВМРО, и потоа за прв пат кандидирајќи го Трифун Костовски, кој во јавноста е повеќе познат како бизнисмен, а не политичар, на локалните избори 2005 кога победи ВМРО ДПМН од позиција на опозиција, потоа кога ја освои централната власт, они кандидира нивни класичен партиски кадар од чинелот на партијата, тоа беше поранешниот градоначалник Коце Трајановски во 2 мандати 2009-2013 година, и гледаме сега наново од позиција на опозиција тие се решаваат да кандидираат некои кандидат кој номинално па ќе кажаме независен, но па доаѓа од тој десен политички спектар, бидејќи да не се лажеме и да не бидеме наивни, Данила Арсовска, и покрај тоа што не била политичарка во изминативе 15 години, апсолутно била во тие кругови кои била, ако ништо друго, блиска со поранешниот неприкосновен лидер и премиер од редовите на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Тоа не е јавна тајна, тоа сите граѓани во Македонија го знаат, но од друга страна, веројатно, како што напоменавте и вие, партиските математики и стратегии одат во таа насока дека тие се плашат дека од позиција на опозиција нема да извојуваат сигурна победа во градот Скопје, за да ги привлечат неопределените граѓани, тие кандидираат, условно кажано, независен кандидат. Овој пат имавме и жена за кандидат, каде што веројатно врз база на тоа родово гласање се привлекле женски гласови. Многу мина социолози, аналитичари победата ја припишуваат и врз база на тоа, но гледаме историјата дека се повторува, како што ВМРО ДПМН после една година или година и пол од владењето на Трифун Костовски ги растури односите, односно се залади односите помеѓу Трифун Костовски како условно кажано ВМРО-вски градоначалник со тогашниот лидер и премиер на ВМРО ДПМН Никола Груевски. Гледаме дека историјата сега се апсолутно преповторува како иронија и како фарса, каде што градоначалничката на градот Скопје, која стана градоначалник избран со гласовите од десницата, од тој базен на ВМРО-вски гласови, веќе од вчера апсолутно го трасира својот пат баш како независна градоначалничка, односно тој би рекол коалициски брак од интерес помеѓу нејзе и лидерот на опозицијата Христијан Мицкоски на локалните избори од вчера веќе можеме да го прогласиме за мртов и односно влегува во условно кажано на политички развој. Сега ќе биде интересна трасата на политичката кариера на Данила Арсовска, бидејќи еден од проблемите е што таа сега во Советот на град Скопје нема мнозинство, таму има мнозинство ВМРО ДПМН. Претпоставувам дека ќе се соочува со многу блокади во Советот, а друга работа е она што се шпекулира само за сега, тоа нема никаква потврда, само сакам да кажам во јавноста дека можеби таа сега би се решила на создавање на некоја своја политичка опција, бидејќи има некаква основа сега, има подлога во моментов како градоначалник, може да изгради некаква структура. Што мислите за тие две прашања? Точно, незината политичка траекторија ќе биде обележена меѓу овие две поларни крајности. Дефинитивно ќе се соочи со голем проблем во Советот, бидејќи мислам дека на сите граѓани им е познато дека градоначалникот е со врзани раце доколку нема мнозинство во Советот. Апсолутно од вчера па натаму, бидејќи условно кажано се влезе во еден вид на војна помеѓу Данила Арсовска и политичкиот фактор представен од лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицкоски, па и целото раководство ќе следиме какви ќе бидат обвинувањата, бидејќи не се штедеа зборови. Значи, од вчера па натаму во Советот Данила Арсовска не дека ќе нема мнозинство, туку ќе нема апсолутно шанса воопшто да се создава за секоја наредна седница просто мнозинство за да поминуваат точкиот на дневен ред без кој не може да функционира една локална самоуправа. Мислам тоа дека на граѓаните треба да им е јасно и веројатно после 30 години практицирање на повеќе партиска демократија им е јасно како функционираат локалните самоуправи, но од друга страна тоа што го спомнавте вие, доколку незиниот карактер, незините цели, амбиции за понатамошен удел во македонската политичка сцена и доколку она не сака да згасне
како политичар за условно кажано еднократна употреба, после нејзиниот 4-годишен мандат, таа дефинитивно мора да превземе одредени политички чекори, дали тоа ќе биде формирање на политичка партија, дали тоа ќе биде формирање на некое политичко движење или окрупнување на некој си политички фронт кој ќе биде опозицијски настроен, но нема да биде, како што реков, под опозицијскиот чадор на лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски, и на тој начин ќе проба да се факторизира на македонската политичка сцена за наредните парламентарни, па и наредните локални избори, бидејќи ако од овој момент таа дозволи едноставно само да биде градоначалник на градот Скопје, а да не сака да има политички цели и амбиции да учествува, да речеме, како фактор на македонската политичка сцена, дефинитивно нејзиниот мандат ќе помине и ќе заврши, и мислам дека политички таа ќе згасне на македонската политичка сцена. Затоа велам дека тоа се зависи од нејзиниот карактер прво, кој ќе ги дефинира нејзините политички цели и амбиции во иднина од вчера па натаму. Да, она што друго се случува е прашањето за референдум кој го наметнува опозицијата. Тие веќе ја доставија иницијативата во Собранието. Токму денеска претседателот на Собранието, господин Талат Џафери, треба да се изјасни за таа иницијатива. Како и да ја врати како неуредна, тие повторно ќе ја достават, ќе дојде тоа прашање на дневен ред, потоа ќе дојде и до собирањето на потписи. Што мислите за самата идеја сега за одржување на референдум, на кој граѓаните треба да се изјаснат за договорот со Бугарија? Апсолутно, јас како човек кој верува во демократијата како највисока вредност и слободата, апсолутно секогаш сум бил за изјаснување на референдум, бидејќи референдумот е највисока демократска алатка. Но практиката во Македонија за жал покажува дека согласно уставно-правните одредби околу организирање на референдум и прогласување на еден референдум за успешен, за потоа тој да биде императив во Собранието, се случува ситуација во која без доминантно учество на референдумот од двете главни политички мејнстрим партија, тоа е партијата СДСМ предводник на левицата и партијата ВМРО ДПМН предводник на десницата, ние апсолутно не може да имаме успешен референдум, односно да го постигнеме цензусот од 50+1 излезени граѓани од единствениот избирачки список. Односно, единствено успеа референдумот за независност на Македонија од 8 септември 1991, што беше логично, тогаш создававме држава. Сите понатамошни референдуми не се и многу, референдумот од 2004 година за територијалната организација и референдумот кој беше факултативен за преспанскиот договор, видовме дека со бојкот на едната политичка опција... Не го заборавајте и референдумот за ГТЦ. Да, и тој не успеа на територија на општина Центар, кога имавме бојкот од со истиот принцип од едната од двете доминантни политички партии, каде што се сметаше дека граѓаните за ГТЦ ќе искочат масовно, се постигна тогаш цензусот околу 40%, значи гледаме апсолутно, поготово на национално ниво, доколку една доминантна политичка партија бојкотира, односно го повика своето симпатизерско и гласачко тело на активен бојкот, на неучество на референдумското изјаснување, ние немаме капацитет, односно толку се демократските капацитети и сили за да не може да се помине тој праг од 50+1. Ова сето го гледам во насока дека сметам дека и лидерот на опозицијата не е толку глупав и наивен да верува дека он без учество на владеачката партија и целата владеачка композиција и сите етничко албански политички партии кај нас, доколку завземат, ќе заземат став за бојкот на евентуалниот референдум кој, доколку би се случил напролет согласно уставните рокови кои треба да поминат, доколку не учествуваат владеачката СДСМ и етничко албанските политички партии, верувам дека и Христијан Мицковски е апсолутно свесен дека нема шанси да се постигне тој цензус од преку 910.000 излезени граѓани, но мислам дека сето тоа ова го прави во насока на мобилизација на едно незадоволно гласачко тело, на бранот на изборите кои се случија во мај и во јуни, против така наречениот француски предлог, и едноставно тој сака да измери, да види со колкав капацитет на политички гласачки резервоар би влегол во иднина на идните предвремени или редовни парламентарни избори, односно референдумот да биде една увертира
десничарската опција на кои гласачи и колку гласачи би можела да смета, и од друга страна исто така сметам дека тој тоа го прави во насока едноставно на подигнување на тензијата во македонското општество, доколку се случи да ВМРО ДПМН собере 150.000 потписи, тие уредно поминат низ собраниските процедури, доколку референдумот се одржи напролет, ние ќе гледаме дека главна тема во медиумското, општествено и национално политичко милје кај нас во наредните 6 години ќе биде темата референдум, но исто така морам да напоменам, ако ме прашате мене конкретно, политичкиот чекориот за референдумот на лидерот на опозицијата за мене е меч со две острици, бидејќи едноставно се оди во насока на проблематизирање на така наречениот француски предлог, кој апсолутно за многумина, па и за мене не беше прифатлив, но тој веќе е усвоен и тој е така наречен европски, а не бугарски или француски предлог, бидејќи позади него застанаа сите европски високи функционери и бюрократи, дури позади тој така наречен француски предлог кој дојде на крајот на француското претседателство со Европската унија, застани високата надворешна американска дипломатија. Значи, вие ако се спротиставите на овој предлог, вие директно се спротиставувате на европските и американските надворешни интереси на Балканот, а ние опозицијата веќе протестираше отворено против францускиот предлог, одржуваа отворени демонстрации против францускиот предлог и сега на референдумот не бараат од граѓаните да се изјаснат против францускиот предлог, туку против договорот со Бугарија склучен пред 4 години. Зошто преминува таква една збунувачка? Не е збунувачка, за мене морам да го кажам, и тој збор е мизерно лицемерна политика, бидејќи вие ако имате храброст ќе се спротиставите и на француска, и на германски, и на бриселски, на американска политика, доколку смета дека е штетна по вашите национални и државни интереси, но сметам дека референдумското прашање така конципирано едноставно е иземање од одговорност или калкулирање на лидерот на опозицијата за утре ден кога евентуално ВМРО ДПМН би победила на некои идни парламентарни избори, да калкулира тој да има поддршката од меѓународната заедница, односно од странскиот фактор и амбасадите кај нас, за да биде иден избран премиер на Македонија, бидејќи да не се лажеме, колку и да звучи тоа неубаво вака за слушање, дефинитивно меѓународната заедница и амбасадите на мокните влијателни земји од Европската унија пред се на САД имаат голем удел и огромно влијание во разврските на македонската политичка сцена, особено по конципирање на некоја влада по завршување на парламентарни избори. Веројатно затоа велам дека лидерот на опозицијата калкулира, не сака едноставно да отвори директен фронт со интересите на најмокните западни сили во прв ред со Америка, и затоа тој топката е префрла на така конципирано прашање и граѓаните да се изјаснат за договорот со добрососедство со Бугарија, а не директно прашањето да биде конципирано дали вие го прифаќате францускиот или европскиот предлог или предлогот на Европската унија. Тој не може да се нарекува и француски предлог. Француски се нарекува бидејќи така медиумите може му дадоа има, бидејќи стана збор за предлог даден во француското претседателство, но Франција беше претседавач со Европската унија, односно ги застапувала интересите на Европската унија најдобро и најчесно кај граѓаните. Тој предлог треба да се нарекува предлог на Европската унија или европски предлог, па така и да стои на референдумското прашање. Дали вие сте за тоа ли мислите дека и пратениците на ВМРО ДПМН не гласаа во собранието против францускиот предлог, туку едноставно не учествуваа на таа седница? Апсолутно, бидејќи на тој начин вие ќе кажете отворено дека се спротиставувате на европската и пак ќе кажам американската надворешна политика во Македонија, и на тој начин ако вие го преминете Рубиконот и направите неколку чекори во заострување на односите, веројатно тогаш единствен политички пријател и интимус во самата Европска унија ќе биде унгарскиот премиер Виктор Орбан, што и за мене за изненадување комесарот за европроширување господинот Оливер Вархеј, кога дојде по гласањето во македонското собрание за така наречениот француски предлог, тој прстот и вината за закочените македонски евроинтеграции го впери во опозицијската партија ВМРО ДПМН. Знаеме дека Оливер Вархеј доаѓа од партијата Фидес,
чии лидер е унгарскиот премиер Виктор Орбан и мислам дека на очиглед на целата јавност ја гледаме таа политичка интимизација и таа политичка блискост меѓу лидерот на ВМРО ДПМН, меѓу подпредседателите на ВМРО ДПМН со председателот на Фидес и премиерот на Унгарија Виктор Орбан. Сакам да кажам дека и човек што од нивното политичко блиско комуницирање и кокетирање во Европската Унија веќе се оградува, што едноставно дава до знаење дека политиката на ВМРО ДПМН нема да најде на одобрување никаде во Европската Унија, дури ни кај нивните политички пријатели во Унгарија. Во однос на референдумот, уште ова, известно е, повеќе од известно е дека тој тешко може да успее, тешко може да излезат тие 912.000 гласачи од избирачкиот список за да биде успешен. Значи, тој ќе ја доживее истата судбина како што ја доживеа референдумот од Преспа. Не знаеме сега на овој колку ќе излезат, без разлика колку ќе излезат, тој ќе биде прогласен за неуспешен. Тогаш опозицијата ќе се доведе во истата ситуација во неа во која тие обвинуваа власта. Тогаш власта ќе може нив да ги обвинува за неуспешен референдум, дека референдумот неуспешен, дека мнозинството е за, нели оние фамозни 1.200.000 се против Преспа, сега ќе имаме обратната ситуација. Зошто сами би се довеле во таква една незгодна позиција? Па зашто тоа е иронијата на судбината и едната и другата политичка опција не размислуваат со своите реторички изјави во јавноста дека после неколку години може да се доведат до ситуација во која тие го обвинувале својот политички соперник, како што кажавте, власта постојано велеше дека од мнозинството излезени граѓани на референдумот за Преспанскиот договор преку 90% гласале за, но поради бојкотот на опозицијата не се постигнал потребниот цензус, но од тие што излегле да гласаат се гледало расположението дека го прифаќаат Преспанскиот договор. Овој пат ќе биде апсолутно идентична ситуацијата, преку 95, да не речам 99% од граѓаните што ќе излезат на евентуалниот предстоен референдум ќе гласаат против договорот со Бугарија, односно ќе гласаат да се отфрли, ама нема да се постигне тој предвиден цензус. Власта ќе кажува дека референдумот е неуспешен, дека граѓаните не се изјасниле против предлогот, а опозицијата ќе обвинува власта дека со бојкотот не ја почитувала мнозинството, волјата на мнозинството граѓани кои излегле и дека власта со тоа што бојкотирала се плашала дека доколку учествувала на референдумот, тој би бил успешен за отфрлање на договорот со Бугарија. Едноставно, како што напоменав, од 2004 година самите политички партии најдоа, да кажем така, тактиката за неуспешност на референдумот и преку бојкотирање на референдумските изјаснувања на одредена политичка партија која сака да го спречи тоа референдумско изјаснување, бидејќи станува збор за прашања кои ја тангираат политичката иднина на едната или другата главна доминантна политичка партија, тие го најдеа модусот како референдумите да ги прават уставно правно неуспешни. За жал. Да, добро, во однос на власта, таа се соочува со доста афери, тие се продуцираат со побрзо или со побавно темпо, но сепак тие се соочуваат и со една тешка економска ситуација, со тешка енергетска криза, со една тешка зима која предстои, но власта обстојува на ставот дека предвремени избори нема да има, тие ќе се одржат во 2024 година во редовниот термин. Опозицијата од друга страна притиска за избори. Додуше, сега во последните месеци не толку многу, повеќе го кажуваат онака формално, ми се чини дека и самите не би сакале баш оваа зима да дојдат на власт, дека би почекале барем до пролет, но мислите ли дека власта ќе успее да издржи, да го издржи овој притисок од сите страни и да го истера целиот мандат до крај? Дали мислите дека можеби, еве, доколку референдумот би се случил на пролет, дека можеби би се искомбинирал и со предвремени избори? Тоа веројатно би зависел целиот тој политички дискурс од колку граѓани ќе излезат на референдумот. Не е исто дали ќе излезат 300, 350, 400 илјади
граѓани кои ќе го отфрлат францускиот предлог и дали би излегле околу 700-750 илјади луѓе кои ќе биде една бројка која за малку нема да го достигне тој потребен цензус. Веќе тука може да се каже дека и власта би била делегитимирана со бројка од 750.000 граѓани, но тоа е се во сферата на шпекулациите. Не би било благодарно од тој аспект тука да шпекулирам. Мислам дека многу пати јас сум напоменувал и кога по оставката на поранешниот премиер и председател на владачката партија Зоран Заев, која веднаш се избра новиот лидер на социјалдемократската владачка партија и актуелен премиер Димитар Ковачевски, веднаш реков дека условно кажано тој нема право ни на 100 дена да му се простат од неговиот мандат, бидејќи СДСМ на пола мандат до крајот на мандатното управување и владење на СДСМ ја наследува нов премиер и нов лидер на првото столче во Бихачка, така што новоизбраниот, сега веќе не е ни толку новоизбран премиер Димитар Ковачевски апсолутно нема право на грешки, особено од грешките на кадровско-корупцијските скандали кои провејуваа во мандатот на владење на поранешниот премиер Зоран Заев, кога знаеме дека имаше многу случаи на корупција и непотизам од негови високи поставени партиски соработници на извршни директорски министерски позиции, кои самиот Зоран Заев едноставно не сакаше да ги разреши или не им ја прифаќаше оставката од ретките тие што сакаа да ја дадат, како на Венко Филипче после настаните од модуларната тетовска болница. Мислам дека тој луксус апсолутно Димитар Ковачевски ќе нема право да си го дозволи. Ако сака да добие или да влезе во надпреварувачка трка на наредните парламентарни избори, мора да покаже ефективно, ефикасно, апсолутно транспарентно, одговорно и отчетно владење и управување и како прв извршен министер во владата на Македонија, но и како лидер на СДСМ, бидејќи тој се наоѓа во ситуација во која дефинитивно сега и го гради легитимитетот во СДСМ како политичка партија, бидејќи да не бидеме наивни, станува збор за човек кој малте не беше октроиран на еден начин за лидер и председател на партијата, не беше тој габаритен политичар од редовите на социјалдемократите кој во изминативе 20-30 години бил препознатлива политичка фигура на македонската политичка сцена, едноставно дали поради некои други комбинаторики или сплет на околности, ја завзема председателската функција во СДСМ, аналогно на тоа стана премиер и во периодот кој предстои до одржување на парламентарните избори апсолутно нема право на грешка, особено во тој аспект. Тоа вие што велите дека ние ќе се соочиме со апсолутно тешка зима на енергетско-економски план, тоа апсолутно е така и така ќе биде во сите земји. Знаеме дека тоа е од индиректни фактори причинети од руската воена агресија во Украина, но ќе видиме способноста, издржливоста и капацитетот за менаџирање на премиерот Димитар Ковачевски, дали може побезболно ние да поминеме оваа зима со некои си прифатливи ценовни шокови за граѓаните, или би се случило евентуално некои си енергетско економски, финансиски колапс на македонската економија, што апсолутно мислам дека никој не го посакува, но да не предвидуваме сценарија, ќе видиме како ќе се одвие оваа зима. Мислам дека дефинитивно до крајот на годинава и правно не може да има предвремени парламентарни избори поради Пржинскиот договор со предвидени 100 дена од пржинска влада. Ќе видиме евентуално како ќе бидат политичките разврски на македонската политичка сцена во наредната 2023 година, доколку наредната година не се случат предвремени парламентарни избори. Ние дефинитивно влегуваме во 2024 во редовна година за одржување на парламентарни избори, на председателски избори, и многумина уште од сега велат дека тие избори ќе бидат споени две во едно, негде напролет, така што и до одржување на редовните избори ние имаме не повеќе од 17-18 месеци, односно година и пол од денеска до распишување на таа техничка влада. Затоа јас не гледам ни причина искрено ние да распишеме предвремени избори наредната година, кога за малтене 15-16 месеци ние ќе влеземе во изборен циклус. Добро, ајде, пред крајот немаме уште многу време, да уште малку за односите со Бугарија. Го имавме и оваа тема и со министрот Османи пред малку, кога зборувавме за историските прашања. Оно што се случува е дека македонските представници цело време остануваат на ставот, тоа
за волја на вистината е подкрепено и со изјавите на европските политичари кои беа и во посета на Скопје, кои кажаа дека на вистина историските прашања не се дел од формалните преговори со Европската Унија и дека врз основа на нив Бугарија нема право да ја блокира Македонија, но сепак Бугарија може да најде начин да ја блокира и за други работи и министрот Османи вели дека тоа е така. Но од друга страна бугарските представници, вчера е последна изјавата на потпредседателката Јотова дека историските прашања мора да се исполнат за Македонија да чекори напред, како да имаме две различни гледања на преговарачката рамка, онаа на Бугарија и онаа на Македонија кои се спротивни. Мислите ли вие дека Бугарија сепак доколку нема напредок во тие историски прашања дека ќе ја блокира земјава? Сега не зборуваме за влегувањето на бугарите во уставот, тоа е формален услов, тука нема ништо нејасно. Зборуваме за историските прашања од кои се спорни околу тоа дали се услов или не се услов. Не би ме чудело, бидејќи јас тоа сум го забележал и сум го кажал од моментот кога Бугарија го најави и го стави ветото врз македонските евроинтеграции, се случи еден драматичен лом, едно урушување во бугарската политичка сцена и тие за период од 2 години или година и пол до 2 постојано влегуваат од циклични кризи на легитимитетот на своето владење и постојано преповторуваат избори едни кон други. Оваа година сега на 2 октомври пак ќе се случат нови предвремени парламентарни избори, 4 или 5 поред за година и пол, така што сакам да кажам дека детерминираноста на стабилноста на бугарската политичка сцена апсолутно зависи од односот на бугарската надворешна дипломатија кон македонските евроинтеграции. Една од главните теми на претходните парламентарни избори во Бугарија апсолутно беше односот на Бугарија кон македонските евроинтеграции, ветото на Бугарија кон македонските евроинтеграции, тоа и понатаму да остане, се кршеа копијата. Имаше само една политичка партија која беше условно кажано полабава и полиберална кон македонските евроинтеграции, бараше што подитно да се тргне ветото, сите други имаат внатрешен национален консензус, така што не би ме изненадило и во наредниот период, доколку согласно вордингот или очилата на гледање, на перцепирање на тоа што Македонија превземала со тој француски предлог околу исполнување на тие услови околу историската комисија и ревизија на учебниците, тие барањата 5+1 како што беа, апсолутно сум убеден, не мислам, туку сум убеден дека и во иднина и некоја друга идна политичка влада во Бугарија би можела да го стави ветото како инструмент на Европската Унија, но тука не обвинувам Бугарија, бидејќи самиот инструмент вето на Европската Унија дефинитивно стана злоупотребувачка алатка на некои балкански земји како Бугарија, Грција, па и Хрватска, со кои може да ги оценуваат своите помали соседи во однос на евроинтеграција. Германскиот канцелар Шолц отворено зборува дека ќе биде ставен предлог за менување на начинот на гласање во Европската Унија. Тоа се збори во изминативе 10 години, но трагедијата и парадоксот е што треба веројатно да има и внатрешен консензус меѓу сите земји членки на Европската Унија. Ќе видиме дека и да има таков предлог од германскиот канцелар да се смени механизмот на целосен консензус околу сите земји членки на Европската Унија за прием на нови, односно да се тргне инструментот вето или да се направи еден вид на двотретинско гласање. Ќе видиме дека држави како Бугарија, Грција, веројатно Унгарија, Полска, Романија и некои источноевропски земји не би се лишиле од тој инструмент. И поради таа причина мислам дека тоа нема уште многу време до крај за тоа. Уште само ова за политичката разврска во Бугарија гледаме дека во последните анкети повторно води ГЕРБ на Бојко Борисов. Што очекувате на изборите? Ја очекувам дека и после овие политички избори во Бугарија нема да има формирање на стабилна коалицијска влада, можно е да се случи негде напролет, веројатно па да има нови избори. Минатата година имаше 3 избори поред. Кога конечно кон крајот на минатата година се создаде политичка влада во Бугарија предводена од Кирил Петков, видовме дека таа политичка влада создадена од 4 политички партии и групации обстои и траеше само 6 месеци
толку е парцелизирана, толку е поларизирана бугарската политичка сцена, толку се закрвени односите од друга страна, па 7-8 политички коалиции, политички партии и групации во Бугарија влегуваат во бугарскиот парламент и го надминуваат тој праг, не гледа моментално дека може да се создаде некоја стабилна политичка коалиција, бидејќи Бојко Борисов беше 11 години на власт, се уште има голем анимозитет кон неговото владење, не гледам каде би имал партнер, ни во БСП, ни во партијата на Кирил Петков, ниту партијата ДПС на етничките турци. Од друга страна, па Бојко Борисов и да победи, прашање е дали ќе може да се најдат наново 3 или 4 политички партии кои ќе се обединат во една политичка коалиција која може стабилно да владее во полн 4 годишен мандат и да го неутрализира факторот на ГЕРБ и на Бојко Борисов на бугарската политичка сцена. Тоа се случи во изминативе 6 месеци, но видовме дека партијата на шоуменот Слави Трифунов Има таков народ апсолутно ја сруши, ја бутна таа влада, како што кажа тој, односот на Кирил Петков кон Македонија, македонското национално прашање и евроинтеграциите на Македонија, така што е мое предвидување дека изборите ќе бидат тесни помеѓу ГЕРБ и продолжуваме со промената на Кирил Петков, но дека голема е веројатноста дека и по овие избори апсолутно ќе не може да се создаде политички извршна влада, или ако се создаде, таа ќе биде многу климава. Веројатно Бугарија ќе влезе во уште еден циклус на парламентарни избори во 2023 година и како што кажав, сето тоа во Бугарија започна од моментот кога Бугарија го стави ветото на Македонија низините евроинтеграции. Господин Атанасовски, ви благодарам за ова гостување. Благодарам за поканата. Со овој разговор го завршуваме и ова Студио 10 на Телевизија 24. Почитувани, останете со програмата на Телевизија 24. Набрзо ќе ги видите најновите вести.